изминатите 24 часа, Центарот за управување со кризи информира дека во Македонија се регистрирани вкупно 33 пожари на отворен простор. Од нив, 2 се моментално активни, 2 се под контрола, а 29 се целосно изгаснати. Активните пожари се лоцирани во општина Липково, село Никуштак, каде гори нискостеблеста деградирана и дабова шума, и во општина Студеничани, села Варвара и Драчевица, каде гори мешана шума и ниска вегетација. Под контрола се пожарите во општина Берово, Дрџински рид, местото Стојковото, село Русиново, како и во општина Газибаба, Вардариште. Сообраќајот на државните патишта се одвива нормално, по суви коловози и без застој. Интензитетот на сообраќај надвор од урбаните средини е умерен, а на граничните премини нема подолги задржувања при влез и излез од државата. Автомотосојузот на Македонија препорачува внимателно возење, особено на патиштата низ котлините, клисурите и речните долини каде постои опасност од одрони. Најризични делници се Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Возачите се повикуваат да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација и да ја прилагодат брзината на условите на патот. Од 3 септември, на делницата Гостива, Тетово се вршат градежни истражувачки работи, па сообраќајот се одвива под времен режим. Дополнително, од 1 септември почната е санација на мостот Здуње на патот Гостива, Стража, со што е воведена времена семафоризација и наизменично пропуштање на возила во времетраење од 6 месеци. Синдикатот на такси превозници САТА организира штрајк како реакција на одлуката на Министерството со која се дозволува на приватни комбиња да вршат патнички превоз. Таксистите ја сметаат мерката за нелојална конкуренција која го загрозува нивниот опстанок. Покрај повлекување на оваа одлука, САТА ги истакнува и другите барања: поддршка за професионалните возачи, запирање на дигиталните платформи за такси услуги, решавање на долгогодишните проблеми во дејноста и дозвола за користење на автобуски ленти. Оваа борба не е само за таксистите. Тоа е борба за демократија, достоинство и правото на работа. Тоа е и борба за патниците, порача од синдикатот. Штрајкот ќе трае до четврток во 6 часот наутро. Израелската армија издаде наредба за евакуација на целиот град Газа, во пресрет на планиран голем напад врз терористичките позиции на Хамас. Според портпаролот Авичај Адрае, операцијата ќе биде спроведена со голема сила, како дел од пошироката воена кампања низ појасот Газа. Жителите се повикани да се движат по крајбрежниот пат кон југот, кон област Алмаваси, означена од Израел како хуманитарна зона. Ова е прв пат Израел да повика на евакуација на целиот град Газа, по претходни делумни наредби за одредени населени места. Паралелно со изјавата на премиерот Нетањаху, кој ги повика палестинците да излезат од таму, беа објавени податоци за елиминација на 50 терористички цели во Газа и акции на западниот брег. Тој најави копнена офанзива. А хуманитарните организации предупредуваат на опасност од дополнителна хуманитарна катастрофа за над 1 милион жители во Газа. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека Израел можеби победува на бојното поле во Газа, но губи во светот на односите со јавноста. Во интервју за Daily Caller, Трамп ја призна промената на јавното мислење, особено кај помладите републиканци, и истакна дека израелското лоби денес е значително ослабено. Трамп рече дека израелската војна треба да заврши што побрзо бидејќи и штети на меѓународната слика на државата. Според него, критиките кон Израел, кои некогаш биле табу, сега доаѓаат и од политичари, меѓу кои ги посочи +3, Окасио-Кортез, Омар, Пресли и Тлајб. Дури и некои републиканци, како Марџори Тејлор Грин и Стив Бенон, се приклучија на критиките. Истовремено, Меѓународното здружение на експерти за геноцид донесе резолуција со која се заклучува дека дејствијата на Израел во Газа ги исполнуваат критериумите за геноцид според Конвенцијата на Обединетите нации од 1948 година. Резолуцијата ја поддржаа 86 од 100 од 500 членови на здруженијето.